Почитувани гледачи, задоволство ми е да ви посакам добре дојде во уште едно ново студио, отворено студио на телевизија Нова. Ќе зборуваме на тема театар, ќе се обидеме да се осврнеме на театарската уметност како нешто што треба да ни интересира сите, ќе ги обединиме сите најважни, најинтересни, најнови податоци поврзани со македонскиот театар, сите она што е вредно да се спомене ќе биде тема на разговор во следните околу 1 час со моите тројца гости. За жал четвртиот гостин мораше да откаже, меѓутоа тоа ќе биде повод за да се видиме во некоја друга прилика. Имам чест да ви ги представам моите вечерашни соговорници. Добре дојде за Лилјана Мазова, публицист и театарски критичар. Сакате да се наречете и последната партизанка, така беше? Не, така ме нарекува. Така. Така ме нарекува. Добре дојдовте во ТВ Нова. Добре дојде и за Роберт Велјановски, актер и директор на Драмскиот театар Скопје. Добре ве најдов. И добре дојде за Дејан Пројковски, режисер и директор на Македонскиот народен театар. Да почнеме со едно прашање кој што би сакала да ми го одговорите сите, ако можете накусо, не знам дали ќе успеете, во неколку реченици само да го склопите одговорот. Феноменот на театарот е во тоа што треба да се исцрпува секоја вечер одново и одново и одново, она што може би е замислено да биде исто, никогаш не е исто. Во што е убавината на театарот? Секоја вечер се крива завесата, меѓутоа, како што кажав, секоја вечер не е исто. Никогаш не е исто. Се разбира. Театарот има и најубавата и најлошата судбина. Он е секогаш нов. Една книга може да се чита и оценува и по 1000 години или по 500. Едно музичко дело исто. Едно архитектонско дело исто. Скулптура. Сите филм може да се гледа после 100 години да биде истиот. Театарот живее во мигот. Тоа е и убавото и тажното. Кога ќе се спушти завесата, кога завршува представата, завршува и енергијата и главното останува се како што е скоцкано, завршува едноставно. Следната изведба на некој актер му е нешто поинаку се очувствува, се случило нешто, се нешто влие. Актерите се живи луѓе, они во мигот создаваат. Публиката како ќе ги понесе ако не реагира, се од многу чинители зависи една изведба. И затоа секоја е речиси нова. Во што е според вас, Роберт, убавината на театарот? Театарот, апсолутно, јас се согласувам со Лиле. Театарот е уметност на мигот. Убавината на театарот е во тоа што, без разлика на нашата тенденција, она што сме го одиграле вчера, да го одиграме вечерва, за да биде исто со она што ќе го одиграме утре. Никогаш тоа не се случува од милиони причини. На крајот на краиштата, сите сме за еден ден постари. Убавината е во тоа што вие создавате во моментот. Се разбира, тоа зависи од милиони надворешни околности, меѓутоа нашиот занает е концепиран така да го научиме што е возможно поисто да играме во мигот додека ја создаваме нашата уметност. Ние сме уметност која што некои велат дека е репродуктивна, јас не се согласувам со тоа. Напротив, ние сме создавачи на мигот. Тоа би била некоја формулација за театарот. За тоа што е театарот. И тоа е убавината. Создавате во мигот. Изговорената реплика вечерва во овој миг не е иста со изговорената реплика утре вечер. Или она што сме изговориле не на ниво на текст, не на ниво на значење. На некои малци поинакви нивоа, кои што едноставно се обидуваме да ги рационализираме, а докрај не можеме да ги дофатиме. Како еден режисер го доживува тоа што театарот е уметност на мигот? Секоја вечер представата е тоа што сте го замислиле, меѓутоа веќе споминавме, не е секоја вечер иста. Се радувате ли кога нешто ќе се смени од вечер во вечер? Мене ме фасцинира секогаш моментот кога во 20 часот ќе започне да се игра представата и кога ќе почне во тој момент да се создава представата, и мислам дека е тоа оно што е фасцинантно за мене како
како режисер и се разбира она што го има театарот, тоа е привилегијата. Знаете, ако една вечер има 400 гледачи во сала, тие се тие привилегирани да ја видат таа представа која што ќе биде една единствена во тој момент, и мислам дека она што не може ни филмот, ни сите овие сега интернет медиуми да го постигнат, тоа е живиот актер на сцена. И мислам дека како одминува времето, сите разбираме дека она што пред 20-30 години се зборуваше како недостаток на театарот, всушност е главниот адут. Театарот, колку и да бараме различни дефиниции, јас мислам дека секогаш стигнуваме до Питер Брук, дека еден игра, еден гледа, а всушност тоа е живиот актер на сцената. Лилјана, доколку зборуваме за тоа како лично, како човек кој што треба да седне и да ја анализира театарската уметност во моментов, театарската продукција генерално били индустрија, можеби премногу груб зборе, зашто можеме да зборуваме? Зборуваме за квантитет, квалитет, хиперпродукција, многу гостувања, малку гостувања. Која е таа една слика која што на некој кој што можеби нема поим за Македонија и за македонската театарска уметност, како би ја представиле во моментот? Се помалку од ова. Се разбира, ако си гледач во театарот, јас сум гледач секогаш во салонот, актерите се секогаш на сцената, секоја вечер, секоја нова представа, без разлика дали е таа кој жан, во кој театар, е нова возбуда кога ќе седнеш, кога очекуваш. Отпосле се прислушуваш или додека трае што си видел, што не си видел. Мене, например, најтешки ми се лошите представи, се разбира, во театарот има добро и лошо, како и во се друго. Затоа што ти треба да судиш, односно јас да напишам за нешто што актерите го создавале, режисерот, авторот, не знам колку време, со месеци. Имале 50, 60 проби, 70. Тоа е, ако се појави само како квантитет, наспроти квалитет, тогаш е најтешко да се пишува. Исто е тешко да се пишува и за добра представа. Секојаш онаа средина од која јас бегам, не ми се допаѓа, она не може би некому нешто значи. Меѓутоа, добрата представа, што си ја видел во мигот, за режисерот е многу подобра од она што јас сум видела. За актерот исто. И он очекува многу повеќе, да речеме. Секој има право да се надева на најдоброто, затоа што вложил труд, направил добра представа. Меѓутоа, секогаш мисли дека треба да... Јас сум сгрешила, она е подобро од напишаното. Сакаат ли да слушаат критика македонските театарџи? Па се знаете што. Ако поединечно прашувате... Зборуваме за добронамерна критика, не за секаква, за секаква. За секаква. Ако поединечно прашувате, многу често ќе чуете, а мене не ме интересират. А не сум видел. Ако расчачкаш после во муабетот, ти сваќаш дека е тоа се прочитано. Дека секому треба, на сите ни треба, и мене ми треба да ми каже режисерот си ја сгрешила работата. Може консултација, тоа е заеднички работиме. Јас не се чувствувам како човек вон театарот. Јас сум човек во и со театарот. Исто ми интересира што Роберт мисли што одиграл вечерва. Или синоќа, да речеме. Дека јам сум, сите сме ние живи луѓе. Говоревме за актерот, за живиот. Што јас сум таа вечер, нешто ми недостасува. Ама сум дошла. Така да, навистина е тоа уметност на мигот. И секое мерило е тешко да се изнивелира. Лесно е да кажеш одлична представа. Можеш да кажеш зошто е одлична. Зошто е одлично? Лесно е да кажеш лоша представа и тажно е. Тоа е најтажното. Меѓутоа, мораш и да кажеш зошто е лоша.
Дејан, дали може би по секоја премиера и две чекате да слушнете што ќе ви кажат, се извинувам, што ќе ви кажат колегите, што ќе ви кажат критичарите, новинарите, публиката? Знаете како со текот на годините се научив да слушам. Мислам дека и во процесот на работа една од големите мајстории на режисерот е да научи да слуша, да извлече максимално енергијата и мислата на сите во представата, за да тоа стане некако една заедничка енергија. Исто така и после представата веќе се научив да слушам. Се разбира дека е важно што мисли критиката, се разбира уште поважно што мисли публиката, бидејќи нели таа одлучува за животот на представата. Театарската критика е многу важна и сериозна работа, бидејќи после 10 години ние постојано зборуваме дека театарот е уметност на мигот, но кога ќе се завртиме после 10-15 години, кога нема театарска критика позади нас релевантна, и ќе се соочиме, ние имавме едни периоди кога потполно немавме критика, ќе биде како да не сме го живееле тоа театарско време. Просто нема релевантни докази за тоа. Од друга страна, и мислам дека Лилија ќе се сложи, многу е важно кој ја пишува театарската критика, бидејќи една од важните работи е кога зборуваш за уметничко дело, тогаш начинот на кој што пишуваш мора и театарската критика да постане литературно дело. Тоа многу ретко се случува и мислам дека и во Македонија на прсти се бројат критичарите кои што својата работа нели може да нивната критика да биде релевантно литературно дело. Јас ќе да се натополнам на ова. Мислам дека така и работам и така се чувствувам и се трудам да е. Театарскиот критичар мора да е добронамерен. Он не смее да влезе во салонот со лоша намера или со надменост некаква. Јас сега ќе ви кажам. Не. Не. Тој мора прво да го сака театарот. Роберт, на претежно сите пресови кои што ги правите во Драмски, сакате да излезете со бројки за тоа колку бил полн салонот, колку премиери имало во тековната година, колку планирате за следната година, со таа некоја статистика, која е мерката за добра представа? Вака, прво само би сакал да кажам збор два за Така, повелете. пред малку ова што го говореа Лиле и Дејан. Еден од горливите проблеми на македонскиот театар е немањето на театарска критика во вистинска смисла на зборот. Јас паметам времења на моите почетоци, кога 2, 3, 4, 5 луѓе има осврт на едно театарско уметничко дело. Театарската представа е систем кој што во себе ги инкорпорира сите уметности, прво. Потоа е систем на знаци кои што во еден определен контекст го даваат значењето на нештото. Не секогаш еден човек може да ги не секогаш, туку никогаш. Еден човек не може да ги восприеми сите знаци кои што ги нуди театарската представа и да ги толкува сите до еден. Некој ќе протолкува еден, некој ќе протолкува друг, некој ќе протолкува повеќе од системите на знаци кои што се вградени во представата. Од тука последниве години тоа апсолутно можам го тврдам дека еден од горливите проблеми на македонскиот театар е тоа што ние немаме театарска критика. Видете, вам може да ви се допадне критиката што е напишале за вас или да не ви се допадне. Вие може да се согласите со критиката која што е напишана или да не се согласите. Меѓутоа не можете да не ја почитувате. Тоа се огледи на луѓе кои што ја проследиле театарската представа. Ако театарот е огледало на животот, тогаш огледало на театарот е театарската критика.
Ние имаме еден сериозен проблем затоа што таа спрега не прави еден потполн круг. Нели, ние завршуваме до моментот, чест на исклучоците се разбира, чест на тие што партизански се борат во тие води, меѓутоа мислам дека тоа не е доволно. Еден од сериозните проблеми на сите македонски медиуми. Како сакате, разберете ме. Јас знаете дека на првата емисија која што вие ја правевте во ТВ Нова и кога рековте дека ќе говорите за културата, од срце ја поздрави вашата иницијатива. Еден од главните проблеми на македонските медиуми е тоа што се помалку ги интересира и се бават со култура. Можеби културата не е најпрофитабилната работа на планетава Земја. Сигурно не е. Може би е и непрофитабилна, меѓутоа е исклучително значаен сегмент на живењето на една држава. Ние гледаме како се укинуваат редакции за култура, веќе во дневните, во печатените медиуми воопшто нема редакции за култура. Нема луѓе кои што се компетентни. Некако во изминативе 20 на години културата беше одскочна даска за луѓето да се бават со економија, да се бават со политика, мислам во вашата фела сега говорам. Ете, токму затоа јас можеби ги тргнувам сите пресконференции на Драмскиот театар со податоци кои што ќе одбележат некакво живење. Ако театарската представа живее од откривањето на завесата до спуштањето на завесата, а ние немаме едноставно доказ дека сме постоеле вечерта. Театарската представа не постои. Тоа е една реалност која што е фиктивна и која што се игра од 8 до 10. И тука завршува театарската представа. Таа не постои после тоа. Вие не можете да се вратите, не можете да го вратите Далинскиот управоч и да речете, ама чекај се оваа сцена уште еднаш да ја прегледам. Не, ако ви изиграат актерите, уште еднаш ќе биде нова представа, нова сцена ќе бидете. Нема да биде истата. Да, токму можеби затоа јас тргнувам на тие пресконференции, обидувајќи се да оставам некаков запис за нештата кои што се случуваат во мојот случај во Драмскиот театар. Не сум од луѓето кои што мислат дека бројките се најважната работа на планетата Земја. Владеам бројки одлично, да ви кажам, меѓутоа не сум од тие што мислат дека се најважните, меѓутоа се многу значајни, мора да се нотираат, мора едноставно да се забележат. Како се мери успешноста? Која е мерката? И двајцата сте менаџери на театри. Која е мерката за добра представа? Една и единствена е мерката. Публиката е мерката. Така, аплаузот, публиката, 100-та или 200-та изведба? Апсолутно да. Публиката е таа која што го одредува животот на една театарска представа. Вие можете да тврдите дека сте направиле совршено уметничко дело. Во некои случаи тоа е и така. Меѓутоа едноставно немате едноставно публиката не ви го оддава должното од повеќе причини, нели, она должно признание и некои представи се случи и се игра 10 пати, 15 пати и потоа умира. За мене единствено мерило е публиката. Публиката е се. Ние всушност постоиме за публиката. Нема театар. Дејан апсолутно тоа брилјантно го кажа на почетокот. Еден што игра и еден што гледа. Тоа е театар. Така, тоа е тоа. Дејан, бевте претходно уметнички директор на МНТ, сега сте директор на МНТ. Што ве научи искуството до сега? Како избирате која представа е добра, која представа заслужува да остане на репертоарот? Се водите по број на продадени билети, по број на гостувања, каде таа представа ќе отпатува, ќе биде представена? По аплаузот, по бројот на изведби? Знаете како Национален театар, мислам дека прво се трудиме да имаме една широка палета на представи, се трудиме да привлекуваме различни категории на граѓани, така што така и пробуваме со жанрот, со стилот да бидеме што поразлични и се разбира, веќе имаме една трасирана патека да бидеме веќе дел од сериозни репрезентативни фестивали каде што подготвуваме една друга програма, така што мислам дека во две насоки ни се движат представите. Инаку мислам дека кога би требало со 2-3 реченици да дефинирам како го правиме репертоарот, мислам дека се трудам максимално да
наоѓам големи креативни предизвици за ансамблот, да секогаш да имаме големи креативни предизвици, секогаш ансамблот да се труди со секоја представа да бидеме еден чекор погоре, или да пробаме да отвориме некои врати или некои креативни тунели да ги поминеме кои што не сме ги поминале претходно. Мислам дека една работа исто така не смееме да ја заборавиме како национална институција, одговорноста која што ја носиме пред јавноста, така што мислам дека се разбира публиката е големиот релевантен фактор, но многу е важна пораката која што испраќаме од сцената, односно авторите кои што ги работиме делата. Некогаш како театри мислам дека и доста успешно се спротивставуваме на некои текови кои што не треба да се следат. Еве ние изминатите години бевме заложници на тој железен репертоар, го нарековме. Меѓутоа, важната работа таму е што големите дела се враќаат на сцената. Се враќа Булгаков, се враќа Достоевски, Шекспир и така натаму, да не ги именуваме, сите ги знаеме. И мислам дека исто тоа така многу важно, таа свесност како национална институција, дека ја носиме таа одговорност. Правите ли некоја пресметка за тоа колку да има железен репертоар, колку класици, колку македонска драма, колку современи автори? Знаете како, јас од искуството мислам дека треба да се донесат да работат големите мајстори. Некогаш не е важно што се работи, туку кој го работи, начинот на кој што се создава представата. Добра или лоша представа може да има и на Шекспир, сме ги гледале, и на сите големи автори. Така што, зборувајќи за креативните предизвици, се разбира прво изборот на текстот, но важното е авторскиот тим. Луѓето со кои што ансамблот на МНТ ќе треба заедно да работи тие 2 месеци, и сега се трудиме што почесто да се тоа луѓе со кои што во процесот на работа ќе има што да научиме, што да споделиме едни со други, и луѓе кои што ќе не водат во некоја сценска естетика која што некогаш е апсолутно непозната за нас. Од друга страна големи мајстори кои што од друга страна сега ќе знаат и нашите технички капацитети и ресурси да ги стават во функција, така што тоа е некој баланс. Од аспект на професионален гледач во театар, Лилјана, каква репертоарска политика треба да има еден театар? Каде да се најде тој баланс? Што е она што сакате да го видите месечно на репертоарот, односно што би требало да го има еден театар секогаш? Убаво рече Дејан, репертоарот го прави театарот. Го прави според своите критериуми, според можностите с кои ќе биде тимот и според расположивите средства. Треба за се пари. Меѓутоа, репортерот знае и многу да скршнува лево-десно, да лута. Многу јалови работи да се случуваат во многу театри. Лошата представа е најскапа представа, да се разбереме. Секоја добра представа сама си се покажува и сама се продава. Така. И сама трае. Што сакам јас да видам? Се. Тоа е основното. Мене ме радува и домашен автор, без разлика колку е таа заскитана драма, колку таа е јалова драма, меѓутоа е поставена. Може би за тој човек тој ќе биде некаков предизвик за ново. Треба да се негува домашниот автор. Треба да се негува класиката. Треба да се негува драмата, трагедијата. Тука е многу тешко да се определи кој жанр ќе влезе во светогледот на гледачот. Некој ќе каже, гледачот ја сака комедијата. И точно, што ние ќе му понудиме, тоа тој ќе прифати. Тоа ќе гледа. Повледе. Прво, има туку. Не постои гаранција Не. дека ќе се направи добра
театарска представа. Вие можете да го донесете најголемиот режисер, да ги извадите најдобрите актери, да ги донесете најголемите пари, со најголемите технички можности, меѓутоа тоа е само предуслов да се случи една театарска представа. Представата се раѓа во еден миг, ниеден од нас не е свесен кога тоа се прави. Меѓутоа отпосле го рационализираме и го чувствуваме моментот дека се родила представата. Јас имам еден поинаков принцип на работа. Јас во Драмскиот театар во последните 3 години има јавен оглас секоја година. Режисерите, авторите предлагаат представи кои што би сакале да се постават на репертоарот на Драмскиот театар. Се разбира, при тоа ние даваме одредници. Не знам, класично дело од домашната драматика, комедија, трагедија, имаме ние точни одредници, меѓутоа изборот на текстот оставаме да биде негов. Имаме случаи кога, да речеме, за Безљубни на Благица Соколовска, направивме оглас во кој што баравме режисерите да поднесат режисерска експликација и потоа Уметничкиот совет на Драмскиот театар се одлучува кој режисер ќе ја постави представата во Драмскиот театар. Репертоарот е многу една, како да ви кажам, суптилна работа. Имам еден сега малку поинаков проблем, онака како што во денеска, во моментот функционираат македонските театри, а тоа дека ние мораме да ја подготвуваме програмата една година однапред. Поинакво било во времето кога театрот имал буџет. Видете, тоа јас не го говорам како критика, така работи цел свет. Така работи цела Европа. Ние не можеме да бидеме, а сакаме да бидеме нели Европа, мораме да ги прифатиме навиките кои што и обноските кои што ги практикуваат тие некои што тврдат дека се поразвиени од нас. Од тука не секогаш можеби нешто што е многу актуелно можеме да го поставиме на сцената. Ние се обидуваме да предвидуваме, меѓутоа на крајот на криштата не сме ние тие што гледаат на графчиња, имаме некакви други параметри и се разбира еден репертоар зависи од тоа со каков ансамбл располага еден театар. Да не говорам за тоа со какви технички можности располага еден театар, мислам секоја чест за она што Дејан сега го прави во МНТ, апсолутно, и тоа е апсолутно му беше потребно на македонскиот театар. Ама јас, како да ви кажам, не можам да го викнам Андреј Жолдак да работи представа во Драмски, од Ичунки немаме 2 телевизора, а не сето она што човекот го бара се една представа. Така да, од многу нешта зависи правењето на репертоарот за една тековна година. Јас мислам дека таа една година однапред е малку. Ти не можеш да сметаш на некаков тим гости, режисер, кои еве во МНТ се појавуваат такви. Тие никој од нив не работи на година. Така. Сите имаат по 2, 3, 4 години агенда однапред. Така. И ти не можеш сега, ќе се договориш со еден режисер. Тој ќе ти каже, сега сме 2016, 2018, 19 можам да дојдам. Сега, тука е проблемот. Не, па ние го работиме тоа, јас мислам дека и Дејан тоа го работи, јас преговарам од 2000... Меѓутоа, ти не знаеш што ќе излезе. За 2018. Ти не знаеш што ќе излезе. Во 2007, уште не знаеме, например, рано е, некаде во јануари ќе се знае, што ќе се работи во 2017. А веројатно режисериве и директори имаат во глава веќе план за 2018, 2019, па дури 2020. Се треба на тие луѓе кои си ги договарал, кои она е приказна што имаш во главата за репертоарот, да ја издржиш, да ја сочуваш, а може и по пат да ја изгубиш. Дејан, тешко ли е да се договорат големи режисери, како го споменавме Жолдак, да го договорите денеска да дојде овде за година дена и да направи представата? Па, знаете како... Што покажа искуството до сега? Искуството покажа дека можеме тоа да го правиме и дека
дека полека, но сигурно би рекол дека МНТ влегува во преговори со таа прва лига на режисери. Мислам дека сега е веќе полесно. Сега после 3-4 големи проекти, мислам дека и на нив им е интересно да бидат меѓу сие имиња. И да кажеме, ете Жолдак е еден од примерите кои што можеби касата не е мерило за него, но од друга страна е Електра, една од представите која што е доста важна за МНТ во изминатиот период. Тоа е пак представа која што донесе една друга публика во нашите сали. Ние немаме полни сали на Електра, но имаме една нова генерација на театарски луѓе, млада публика, авангардна публика која што по пораките кои што ги праќа потоа на Facebook, повратната комуникација со нас е фасцинантна, дека е многу важно што имаме таа представа. Од друга страна, еве оваа година сработивме Соларис со Жолдак, бевме на Виенерфест Вохен во Виена. Што е важно? Важно е што оваа година театарската критика го оцени Виенерфест Вохен можеби пред Авиньон по првата програма која што ја имаше. Сега бев на еден форум во Кина за соработка за следната година. Еве да не го кажувам името на еден национален театар водечки од Централна Европа, кој што после моментот кога слушна дека МНТ оваа година беше во копродукција со Виенерфест Вохен, после состанокот дојде и ја проложи сериозните разговори со нас. И тој директор искрено ми призна дека 3 години се обидуваат да влезат во соработка со Виенерфест Вохен и не можат да ги отворат вратите. Се е полесно кога ќе имате некој CV веќе. Мислам дека да, всушност нас, ако бидеме искрени, Жолдак ни ги отвори вратите таму, како што еве сега следната година играме во Полска на голем фестивал, сега сме со уште неколку други во завршни преговори. Две се фазите. Мислам, тоа е како со секоја голема продукција. Прво да се донесе човекот, потоа да се одработи тоа, бидејќи тоа бара некои високи стандарди после тоа што треба да се одработат. Меѓутоа, она што е многу важно и што ме прави посебно среќен е кога човек гледа дека имаме апсолутно капацитет да ги одработуваме работите. На почеток малку потешко се разбира отколку вообичаено, но ниедна голема представа лесно не се создава. Така што еве и за следните 2 години оние преговори кои што ги водиме со неколку имиња, мислам дека еве ќе зацврстат нашата приказна да бидеме еден од водечките центри во југоисточна Европа, но она што мислам дека е многу важно, што ние сега апсолутно и фестивалите ги одбираме на тој начин, да бидат фестивали кои што ќе бидат веќе релевантни на имињата и представите кои што ги работиме. Да направиме кратка пауза да ги погледнеме рекламите, ќе се вратиме веднаш во студиото. Се враќаме назад во студиото, зборуваме на тема театар, зборувавме за репертоарската политика, за критиката, предлагам продолжение да поразговараме можеби малку за публиката. Кој кого треба да воспитува во односот театар и публика? Дали се обидувате да едуцирате некоја публика или можеби па се обидувате и од публиката да научите нешто? Ако повторно да се вратиме на еднаш, има правило дека театар е кога еден гледа и еден игра. Така. Во тој случај сите реакции се взаемни. И се е и би требало да биде взаемно. Ние се обидуваме, Драмскиот театар од Скопје има една историја театарска зад себе, која што е мощна и сериозна и многу и мощна и релевантна. Така. И во таа историја вели дека Драмскиот театар од Скопје до почетокот на 90-тите години си одгледувал собствената публика. Тоа значи дека Драмскиот театар од Скопје имаше редовно секоја година, на крајот на кришта Драмскиот театар е почнат како детски театар, куклен театар, потоа детски, па младинско детски, па драмски театар.
И до почетокот на 90-тите секоја година на репертоарот имаше по една представа, една најмалку по една представа за деца. Јас во последните 3 години решив да го враќам репертоарот за деца, се со намера повторно да почнеме да едуцираме публика за нашиот театар. Точно е дека во Скопје се отвори театарот за деца и младенци, меѓутоа капацитетите на театарот за деца и младенци се ограничени и не може едноставно математички не е возможно да ги задоволи потребите на град како што е Скопје. Тоа се покажува. Ние отворивме сцена за деца, односно имаме представи за деца и полне се уште театар за деца и младенци, полне и драмски, кога имаме представи за деца. Така ние ја едуцираме нашата публика. Се разбира, тоа е во оној сегмент кој што кога луѓето започнуваат да се осознаваат себе си, да го осознаваат светот и да ги осознаваат собствените афинитети кон нештата. Јас собствен пример можам да кажам дека мојата фасцинација за театар е токму од една представа за деца во Драмскиот театар 74-та година што сум ја гледал. Мене дедо ми раскажуваше приказна за Башчелик. Во октомври од училиште не однесоа во Драмски, ми се роди Башчелик пред мене. Ми излезе ликот од приказната, ми излезе жив. Тоа е едниот дел, нели, оној првиот леер, да го речем, во однос на едукација на публиката. Се разбира дека секоја театарска представа елементарната функција е да упати некаква порака за нешто и кон некого. Мислам дека тука треба да се бара второто ниво на некаква во наводници кажано едукација на публиката. Исто како што ние мораме да имаме слух, па да процениме понекогаш каков и зашто интерес пројавува публиката, па некогаш да направиме таква представа. Се разбира, не сите представи треба, и сите представи можат, и сите представи мора да бидат висока естетика. Нели? Напротив, понекогаш треба да има и нешто што е полесно, полежерно, позабавно. Јас лично користам една формула која што се покажала успешна, иако не се исти времињата во кои што живееме, која што се покажала успешна во изминатите години, децении, да речем. И така да на ниво на публика, ние сме од 2008, освен 2010 кога има некој процентуален пат на публиката, во постојан пораст во однос на публиката која што доаѓа во Драмскиот театар. Знам дека во однос на детските представи младинската сцена ќе сака да се надоврзе и Дејан, меѓутоа би ја прашала сепак овде прво Лиле Мазава, постоеше еден период, ќе ме поправите доколку погрешам, меѓутоа мојот впечаток беше дека еден период постоеше дупка, постоеше театар за деца и младенци со сите детски представи и представите кои што се нудат, нели, лошо звучи ако кажеме представи за возрастни, нели, во професионалните театри. Постоеше дупка, недостасуваше младинска сцена. Колку е важна, колку е неопходна таа младинска сцена? Сепак постои публика која што веројатно треба да се едуцира за потоа да биде редовен гледач во МНТ, во Драмски и во сите останати театри, нели? Ние сега говориме практично за два театра. За националниот, Македонскиот народен театар, кој во последниве, више не можам години и бројки да спомнувам, во подем. И тој подем, тоа ниво е видливо на сите нивоа. И по репертоарот, и по публиката, и по излезноста, да ја наречам, во странство, надвор од Македонија, и по фестивали. Говориме за Драмски театар, кој што има долга традиција, кој што во меморијата на луѓето, на театарската и на сека и на нетеатарската публика, едноставно е влезен како театар кој го сакаме. Сите го чувствуваме, ја мислам уште тоа постои, Драмски театар како свој. Што станува со другите театри? Дупката со младинската сцена или со детската сцена не е дупка. Нема театар во Македонија, ги има 17, 18, ја више не знам колку се,
кај што во репертоарот годишниот нема една детска представа или нема некоја новогодишна на брзина составена представа. Најпроблематични се тие на брзина составените представи пред Нова година. Доаѓа актер кој во тој миг е слободен, собира екипа, рачунаат кој колку ќе ќари од тоа, добро, тука нема проблем. И ја мислам тоа одбива публика. Ги одбива децата, не ги влече. Више тоа пакетче, некој Дедо Мраз на сцената што ќе му го даде или долу, не е битно. Битна е вистинската представа за деца. А тоа е исто многу тешка работа. Ти да допреш до најмалиот гледач. Ја последна представа, например, што гледав е Силјан Штркот Шанца. Така. Немаше многу деца на премиерата. А меѓутоа, оние што беа одушевени кога излегоа, затоа што целата приказна, целата представа е направена и за нив, и за мене, и за некој друг. Сите треба да сме задоволни, да не повлече таа представа. Во тоа, така да таа младинска или детска сцена е многу битна и многу тешка и најодговорна. Јас само да се надупалам, имавме еден премногу долг период во кој што заради програмски активности на училишта или не знам што, по секоја цена носевме публика која што едноставно не е соодветна за представата. И тоа апсолутно делува одбивно. Вие не само што нема да ја привлечете публиката, така туку ќе ја одбиете. Така да јас барем се обидувам да бидам многу ригорозен во однос на тоа, во однос на продажбата кога се однесува за основни и за средни училишта. Едноставно не дозволувам нешто што не е соодветно да биде продадено на деца или на младенци. Парите на крајот на краиштата не се ништо. А еден човек да успеете да го занесете со магијата наречена театар е голема работа. Знам дека Бројковски ќе сака да се надоврза да зборува за лектирниот театар кој што МНТ го почна токму со оваа представа што ја споменавме, Силјан Штркот Шанца. Колку ви е важна младинската сцена? Колку треба да е важна за публиката? Зборуваме за деца кои што можеби ќе погледнат некоја од оние представи кои што Лилја Мазова ги спомна претходно, на брзина подготвени новогодишни представи ќе добијат некој пакетче кој што ќе го однесат дома, меѓутоа после тоа треба да се вратат во гледалиштата на МНТ, на драмски, на останатите театри. Знаете како, тука мислам дека одговорноста ја носиме сите ние кои што го правиме тој круг, почнувајќи од театрите кои што тоа ќе го понудат, но така вклучително и од училиштата кои што одбираат каде ќе ги донесат. Минатата година ние одлучивме во соработка со продукција Охо да ги направиме концертите на Петко, познатиот детски јунак. Она што беше фасцинантно е што ние имавме 24 концерти во месец декември. Тоа од прилика беше над 13.000 дечиња дојдеа во тој период. Сега повторно имаме за крајот на декември едно страшно изненадување за сите деца и го чуваме просто кога ќе дојде моментот ќе го објавиме и мислам дека тоа повторно ќе биде во насока на ова што Лиле и Роберт зборуваат на, јас би го рекол, еден голем удар на кичот околу Нова година кој што се создава и тоа исто ќе биде една многу интересна продукција која што ќе ја представиме. Од друга страна, ево во подготовки сме сега ние на Аладин. И потоа подготвуваме уште една представа. Тука се занимаваме со нешто друго. Сега ќе се занимаваме малку со да се обидеме да направиме една-две продукции за децата кои што ќе го имаат габаритот на спектаклите кои што ги гледаме на вечерниот репертоар. Така што тоа што вели Роберт, согласно нели техничките капацитети на театарот за деца и младинци, така натаму ние просто се обидуваме да го најдеме нашиот сегмент и еве Силјан Штркот
Во моментот имаме 3-4 представи кои што се унапред распродадени. Тоа значи дека апсолутно сме го одбрале моментот. Мислам дека е таа представа која што комуницира е планирана за ученици над 5-то оделение да комуницира, така што тоа ќе биде. Меѓутоа, лектирниот театар е широка приказна. Ние некогаш ќе стигнеме до тоа дека Ромео и Јулија лектира, така што треба исто да сме внимателни со темата. Ние во пролет ќе стартуваме веќе официјално и низ градовите таа една програма која што ја нарековме ние театар за секое дете, каде што имаме едни испланирано поголем број на мали места каде што децата никогаш не гледале театар и таму ќе играме бесплатно. Тоа го правиме во соработка со Министерството за култура и неколку спонзори. Мислам дека на тој начин пак ќе стигнеме до нашата одговорност, нели, бидејќи како македонски народен театар треба да се трудиме да навистина да покажуваме дека сме театар на сите граѓани. Мене Дејан ми пречи лектирен театар. Синтагмата е можеби малку несмасна. Знаеш, Јас мислам дека тоа некаде од пресконференција го спомна, тоа инаку нас не ни е програмата лектирен театар. Така, некаде беше. Лектирен театар. Така го пренесува медиумите како лектирен театар. Го пренесува така. Деца на сите толку малку читаат и сега ако им ги дадеш и овие не е ни тоа идејата, апсолутно. А воопшто не е идеја, не е начин да се комуницира со публиката, да се привлекува публика и да ја одучуваш ти од оно што е битно, книгата да ја чита. Знаеш како, Лиле, во еден момент ја мислам дека е подобро да дојдат да ја видат лектирата, отколку на Google да прочитаат за што се работи. Апсолутно. Така што, меѓутоа не е ни тоа тенденцијата ни на да најдат или не знам, има разни изданија скратени. Неверојатен е феноменот на представите за деца. Секоја представа деца е соодветна за секоја возраст. Апсолутно. Добро. За разлика од представите кои што не се соодветни за некои возрасти, за помали. Јас, например, уживам во представи за деца. И мислам дека нема човек што не. Знаете како ќе го видите дедото дека си го донел внукот и заедно гледа со него, не знам, Снежани 7-те џуџи, е навистина е убаво чувство. Колку што гледа внукот, толку гледа и дедото. Тука да се разбереме, нема тука никаква апсолутно исто ја доживува, тоа мислам. Тоа е историјата, така да се допре до секој гледач. Ќе направиме уште една кратка пауза и ќе се вратиме веднаш во студиото. Се враќаме повторно во студиото. Темата е македонскиот театар. Се обидуваме да укажеме на сите оние можеби проблеми, меѓутоа и значајни и важни моменти на кои што треба да се потсетиме. Ќе ве прашам сите тројца овде во студиото, што е она што новите градби, големиот број вработувања, зголемените плати на театарските уметници, нема да зборуваме за останатите или театарот ние во фокусот, конкурсите за драмски текстови, еве да почнеме од Лиле Мазева, што е тоа што досега се го видовме на дело? Што се ова придонесе да се збогати театарот? Се збогати ли понудата на театрите? Мислам не. Иако со исклучоци секогаш има. Така. Иако јас паметам долго, никогаш не се градело повеќе, без разлика што некој ќе каже театарот не е зграда. Меѓутоа за театар треба еден гледач, еден актер и еден простор. И се тие нови наши простори што се навеќе направени, Македонскиот народен театар, Велешкиот, се градат некој Стромичкиот се гради, Драмски е во план. Тоа е голема придобивка за идните времиња. Тие зголемувања на плати, феноменот кој постојано се повторува, по едно време актерите и во луѓето од театарот беа срамно малку платени. Се снаоѓаа на било кој начин. Се спомнуваат, факт е дека се примени. Ја не знам со бројки никогаш да располагам. Некоја огромна бројка, веројатно Роберт знае, голема. Меѓутоа факт е дека и во театрите се примени
и режисери, и драматурзи, и лектори, и помогни ми вајари, има и скулптори, кои сите се чинители, не може би денес не ги гледаме сите, еден ден ќе ги видиме дека тој состав на комплетен театарски ансамбл во кој има од се она што е потребно, ќе даде резултат. Например, лекторите. Едно време беа заборавена работа во театрите. Ја колку се сеќам, само драмски имаше лектори, само драмски. На сцената се слушаше некој јазик, катастрофа, кој како сака, или пак го слушаш суфлерот, како исправан. Тие лектори ќе не научат, ќе научат публиката, ќе го научат актерот, ќе научат публиката да слуша добар, чист и македонски јазик, кој не мора да е оној стандардизираниот, може да е сленг. Меѓутоа и сленгот мора да се научи. Се има своји правила. Апсолутно. Дијалектот има своји правила. Нема дијалект. Ја скоро правев неодамна една книга на Венко Андоновски, одсутниот наш колега, кој има во две драми, за секого има по една и Господар на кукавицата, 7-8 дијалекти употребено. Меѓутоа беше страшно тешко тие дијалекти да се внесат так правилно. Глумците ги говорат, секој некоја модификација нашла. Меѓутоа таму има лектор, па ги исправаше. Она одеше по нивните стапки и ги исправаше, го проучуваше тој дијалект. Така да, јас се сложувам со таа потреба дека, со тоја состојба, дека театрите имаат еден сосема поинаков третман, без разлика дали се работи за Македонски народен театар, за драмски театар, за Велешки театар, за театарот во Струмица или во Охрид, било каде. Секаде има нови луѓе. Колку тие нови луѓе ги оправдуваат своите места, мислам уште не доволно, ќе видиме. Дејан, подолго време МНТ беше во оној привремен објект кој што веројатно ви се чинеше дека е станат траен. Успеавте да се преселите во многу поголем и многу попростран простор. Што е она што новата градба, големиот број на вработувања, зголемените плати, сите оние конкурси за драмски текстови, што е тоа што реално му придонесе на театар? Што му донесе на театарот како жива материја? Знаете, многу е важно кога ќе зборуваме за театарот, општо за уметноста, за жал изминатиот период во Македонија се направи таква една погрешна тензија кога ќе кажеш дека нешто ти се допаѓа или не, ти избираш политичка боја и страна, што е навистина срамно за едно нели општество. И мислам дека е апсурдно сега да зборуваме дали допринесе нешто новата градба или не. И во крајна сметка Македонскиот народен театар е смешно да го сведеме на тоа дали ни се допаѓа една фасада или не. Мислам дека е тоа толку банално што јас обично избегнувам да влегувам во тие дискусии бидејќи се апсурдни. Тоа може само во драма на ЮНЕСКО да се дискутира дали на една држава треба објект како што е Македонскиот народен театар. Видете, јас како директор на МНТ, јас мислам дека го носам багажот на сите луѓе кои што претходно биле во МНТ. Во МНТ прво вработување кратко имал Блаже Коневски. И оттаму до денес, преку Парличко, преку Илија Милчин, преку сите великани на Македонија, Мери Бошкова и така Ќостаров, нели да стигнеме до современиците, сите тие го добија домот што го заслужуваат заедно со публиката. И мислам дека и кога ја отваравме зградата, ние зборувавме дека новата зграда е шанса за нов естетски почеток, за нова линија, би рекол, во сценскиот јазик на МНТ, и МНТ тоа го покажува.
И мислам дека можеме да се занесуваме и да зборуваме до Сабајле дека во МНТ центар ќе го најдевме патот до Виенер Фезвохен. Јас се сомневам дека тоа така ќе беше. Дека зградата е причина. Ке дојдеше ли жолдак во таа привремена зграда? Видете и да дојдеше жолдак. се да пиеше кафе. Знаете како, дали ние треба македонските актерски великани да ги оставаме во тие услови да работат? Дали македонскиот граѓанин треба во тие услови да гледа представи? Мислам дека не треба. Знаете како беше смешно и трагично кога ќе дојдеше Национален театар од регионот на гостување во Македонскиот народен театар, она смешна барака МНТ центар. И ако некој сака да се идентификува со тоа, јас не сакам со тоа да се идентификувам. Јас мислам дека овие Лиле во право дека тие се разбира еден голема инвестиција во иднината на македонскиот театар, но еве МНТ покажува и во сегашноста, бидејќи знаете како во нешто се случува и во психата на луѓето, ние стануваме посвесни, поодговорни за она што го носиме сите, и се разбира дека младите, еве, Македонскиот народен театар со тој голем број на вработување на технички кадар. Исто така многу важен сегмент, ние комплетно ја владееме таа сценска технологија која што е доста комплицирана. Еве сега да кажеме, имавме некои преговори со театри од регионот кои што сакаат своите кадри да ги испратат на обука кај нас за тој сценски долен погон кој што е на самата сцена платформите, така што мислам дека сега останува на одговорноста на уметничките директори, на генералните директори да го секогаш да го извлечат максимумот од кадарот што го имаат. И мислам исто така дека не треба да заборавиме дека добивме, пак велам, надворот од политички разговори. Значи во Македонија се отворија 2 театри. Знаете, кога се отвора театар, тоа е како да се гради нов храм. Така. И ние апсурдно е некогаш да разговараме што тој театар во моментот игра или не игра. Се отвори нова институција, нови актери, млади актери го најдоа својот пат таму. За разбира, уметноста е како животот, долг маратон. Секоја представа е нов испит, но важно е дека ги имаат тие театри, дека се отворија. Јас својата кариера сум ја градел на почетокот во театрите во внатрешноста. И сега сакам многу да одам да работам, и Штип, и Струмица. Исто така мислам дека некогаш сите забораваме во какви услови работат сие колеги, во какви услови создаваат уметност. После тоа во истите тие услови треба да ја убедат публиката да дојде и да ги гледа. И на крајот на криштата не треба да забораваме никогаш дека театарот е еден од стожерите на културата на една земја, едно од најважните места кое што го чува јазикот, традицијата, и во крајна сметка театарот како жива материја кој што го вреднува мигот, значи дека ја вреднува денешницата наша, и мислам дека е една од уметностите која што може да се пофали дека го дише времето. Теа рече стануваме подобри луѓе. Сакам да забележам дека имаме уште 2 минути. Дека стануваме подобри луѓе со театарот. Стануваме и полоши луѓе. Безброј луѓе мене, например, зародиш во тој објект. Ајде да не навредам. Јас сум се заколнал, нема да влезам. Што значи тоа? Оди, види, па после збор. Јас искрено жалам што овои последниве 10 минути ќе бидат разбрани како дневно политички. Апсолутно не се дневно политички, имаат една многу сериозна во себе. Јас не сум. Видете, не постои сериозен театар во светот каде што нема барем 20 драматурзи. Не постои сериозен театар во светот кој што нема услови за работа како што ги има МНТ. Се е друго, како да ви кажам, вие може да бидете ад-хок група, може да бидете што и да е, меѓутоа никогаш нема да ве есапат за сериозен театар. На крајот на криштата, тој показно може да се види. Сцената на новиот Велешки театар е на не повеќе од
500-600 километар од стариот театар. Една представа. Метри. Колеги, метри. 500 метри. Така реков, километри, за жал. 500 метри, а 30 години разлика. 500 метри, а 300 години 300 разлика. години, затоа што беше во Еве, една сцена која што е конјушница. поставена во новиот театар, нека појдат колегите, нека ја одиграат со истата публика. Во стариот театар и ќе видите која е разликата. При тоа, да не глорифицираме никого. Должност е на државата да го прави тоа. Ме разбирате? Едноставно, должност е да се грижи за живата уметност. Драмскиот театар 51 година функционира во барак, која што требала да биде времен објект. Прашува некој колку и од каде тече? Не, луѓето доаѓаат и за парите што ќе ги платат за билетот. Очекуваат да не тече. Апсолутно, да. Така, јас само по две реченици за тоа реков дека работата, кога зборуваме дали нештото е добро или не, а да ја тргнеме политиката. Оти тој што на Лиле и рекол дека нема да отиде во таа зграда, тој се занимава со политика, не се занимава со уметност. Но него те А Македонскиот народен театар, секој нека го погледне репертоарот изминатите 5 години и нека дојде да разговара со мене колку е тој отворен, колку е навистина Македонски народен театар и колку тој театар всушност се обидува космополитскиот дух генерално на Македонија да го пласира во Европа. Така што мислам дека сите ние што сме чинители во театарот треба да бидеме, би рекол, да бидеме достојни на професијата што ја работиме и многу често јас ги објаснувам на колегите дека ние во театарот треба да се поделиме на добри и на лоши. Сите други поделби се приказни за мали деца. Бидејќи веќе го пробивме терминот, ќе ве замолам во буквално една реченица. Во време на 3D кино, во време кога дома можеме да го погледнеме најновиот холивудски блокбастер или што и да е, кога се ни е толку блиско и достапно благодарение на интернет и на модерната технологија, зошто доди публиката во театар? Затоа што театарот е единствената уметност каде што изведувачот е жив човек. Нема поинаков контакт со жив човек. Слика, филм, се е тоа нешто сосема поинако. Театарот снимка. Она размена на нешта помеѓу оној што гледа и оној што игра единствено се случува во театарот. Така. На тема исто така борба со публика, зошто додат во театара да не се одлучат за најновото филмско остварување на Холивуд или најдобриот светски диџеј? Знаете како, јас немам одговор зошто одат таму. Во театар знам зошто доаѓаат во МНТ, затоа што ги правиме вистинските представи. Така. Истото прашање и за вас и да ја заокружиме вечерашната. Одете во театар. Секоја вечер во градов има представа која треба да се види. Одете во театар. При тоа не треба да се ограничуваат луѓето и да не одат на другите нешта. Треба да одат и на другите нешта. Меѓутоа, да направат апсолутно, баланс. да. Така. Ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека многу наскоро ќе се видиме во истиот, можеби и уште по-проширен состав со многу нови информации, со многу нови проекти за кои што ќе имате можност да се пофалите. Секако ви благодарам и вас, драги гледачи, што останавте на телевизија Нова. Секако не го менувате каналот во продолжение.